Неповолната хидролошка состојба, сушните и исклучително топли периоди од една страна и лошата дотраена водоводна инфраструктура, која во поголем број од градовите е стара повеќе од половина век, предизвикуваат сериозни проблеми и огромни загуби на вода. Водите во Македонија се суво злато кое пресушува. Граѓаните се почесто се соочуваат со жет. Бројките за загубите на вода се застрашувачки. Загубите на вода се околу 63,2%. За жал се исклучително високи и тоа го отежнува работењето на целовој сектор. Тоа знаете како е да имате толкави загуби, значи вашата инфраструктура е пред колапс. Затоа ние како регулаторна комисија за енергетика заедно со Атком предлагаме да се промени концептот на носењето на цените на водните услуги и регулаторната комисија за енергетика да ги има конечниот збор. Според досегашната пракса, регулаторна дава предлог, а советите на општините ја определуваат конечната цена на водата која ја плаќаат граѓаните. Исклучително лошата состојба со загубите на вода во речиси цела држава се должи и на фактот што со години не се инвестирало во инфраструктурата, ценат експертите. Тие наметнуваат потребата од мапирање и воведување системи за правење на подземен катастар. Во спротивно, доколку ние не ги управуваме водоснабдителните системи, тие ќе не управуваат нас и тоа ќе биде на сметка и на крајниот корисник, изразено преку повисоките сметки за услугите што ќе ги праќаат. Меѓутоа може да се соочиме во догледно време и со недостаток на обезбедување 24 часовно континуирано снабдување со вода за пиење. Овие системи се со, така кажано, изминат рок на траење и бараат итна потреба од нивна реконструкција и изведба на нови инфраструктурни објекти. Дури и креезерските градови се соочуваат со недостаток на вода. Во Струга загубите на вода се околу 61,7%, а во Охрид потребите од водоснабдување се повеќе се задоволуваат со испомпување на вода директно од Охридското езеро. Околу 30% од водоводната мрежа е заменета со нова. Години наназад во јавното водоводно предпријатие не само што многу малку се инвестирало во делот на технологиите, туку се правеле катастрофални пропусти. Цели згради буквално се направени врз водоводни линии.